Здраво на сите, денеска сме тука за да ја објасниме целосната практична мини академија за дигитален маркетинг. Како што гледате моментално сум на нашата страна на creativehubacademy.com mini/digital/marketing/academy. Оваа академија ќе започне на 13 јуни и ќе се одвива во еден забрзан период од само 3 недели. Ќе биде 3 пати неделно по 3 часа, меѓутоа сосема доволно за да можете навистина детално да навлезете и да почнете практично да работите дигитален маркетинг. Секако тука сум јас за да ви помогнам во тоа, а сега ќе зборуваме малце подетално за она што ќе се изучува на самата академија. Како што можете да прочитате, значи ние сме веќе 5 години во бизнисот на едукација и она што можеме да го забележиме е дека на луѓето им се потребни брзи вештини денес, особено во ова време каде што се соочуваме со една голема инфлација, каде што не сме сигурни дали ќе имаме доволно средства за да живееме онака како што заслужуваме следниот месец или пак да си ги овозможиме сите оние работи. И сето тоа едноставно бара создавање на нови вештини, односно мора сите да вложиме во лична едукација и во учење на нови вештини кои што ќе ни донесат дополнителна заработувачка. Една од тие вештини кои што всушност и најлесно да се научат е дигиталниот маркетинг. Затоа креиравме оваа програма, како што кажав, само 3 недели, забрзана програма за дигитален маркетинг за сите оние кои што сакаат да започнат, да добијат основа и да работат во него. Ова е целосна практична програма, значи не се работи за презентација од кои што вие треба да фаќате прибелешки, туку буквално самите директно ќе работите во програмите онака како што ќе ме следите мене, односно вашиот ментор на академијата. Ќе работиме буквално се од создавање на геймплан до лансирање, до ретаргетирање, оптимизирање на кампањи. Мислам дека ќе добиете на целосна слика за тоа како треба правилно да се работи, да се функционира со дигитален маркетинг. Најголемиот акцент е на Facebook, тоа и ќе се работи на оваа академија. Меѓутоа ќе добиете и целосна слика за како функционираат сите оние други елементи кои што се потребни во целосната дигитален маркетинг стратегија, како лендинг страни, email маркетинг, Google Tags, Google Analytics, Search Console и така натаму. За кога оваа програма? Оваа програма е независно дали имате ваш бизнис, независно дали сакате да стегнете дополнителни вештини, независно дали сакате дополнителна заработувачка или пак потребно ви е да научите Facebook, значи буквално за секој што сака или не сака или пак сака да научи да се занимава со оваа област. Академијата ќе заврши на 30 јуни, ќе започне на 13, значи буквално ќе имаме еден 3-неделен спринт. Академијата се одвива на македонски јазик, меѓутоа секако дека убаво би било за вас да имате познавање на англиски јазик, бидејќи самиот Facebook и термините кои што се работат се дел од нив се на англиски јазик. Кои се темите? Значи ќе започнеме најпрво со buyer persona, формирање на buyer persona, ќе креираме buyer persona, има посебни методи и техники како тоа се прави. Дел од знаењата кои што ќе ги примениме тука се оние кои што јас ги стекнав во Америка. Откако сум тука, како што знаете, веќе 3 месеци сме во Америка, каде што добивме дозвола да го лансираме Creative Hub во Мајами, за што сум многу срекна. Меѓутоа и работевме со една доста сериозна маркетинг агенција на креирање на нашата go-to-market стратегија и сите знаења кои што ги стекнавме всушност ќе ви ги пренесам и на вас. Откако ќе работиме на креирање на таа buyer persona, на pain points, на она што можеме да го искористиме понатаму во самиот контент, во самите реклами, ќе направиме нешто што е можеби првиот чекор во креирање на рекламите, market research и use of data. Дефинитивно пред да се започне со било каква реклама, треба да се направи истражување на пазарот и треба да искористиме таа дата или тие податоци кои што ќе ги добиеме за тој пазар, за да можеме да ги понатаму да ги искористиме во нашите реклами. Ќе продолжиме со Facebook Deep Dive, значи дефинитивно ќе се започне од почетокот до професионално инсталирање на Pixel, работа, conversion ивенти, креирање на API, ретаргетинг стратегија, буквално се она што го правиме ние во Creative Hub, истото знаење ќе ви го пренесем и на вас. Ќе формираме Ads Content Strategy, значи една годишна стратегија за реклами, како тоа изгледа, како се става буџет, како да се планира тој буџет.
за воиднина кога вие би го правеле истото за ваша компанија или пак за некој, да имате идеја колку треба да ставите и колку треба да побарате да имате соодветен буџет. Ке работиме во Warm and Cold Audiences и како битно во самиот дел на таргетирање, во самиот дел на ниво на адсет, како се формираат Warm and Cold Audiences, во која фаза, дали во таргетинг, дали во ретаргетинг, врз база на кои интереси, заеднички карактеристики, како и ги имплементираме во нашата целосна стратегија. Понатаму продолжуваме, како што кажав, со таргетинг и ретаргетинг стратегија. Многу значено е на почетокот кога ќе почнете со Facebook Ads, вие треба да имате спремна, значи и целосен геймплан кој што вклучува и таргетинг и ретаргетинг стратегија. Не може од денеска мене ми текна, па ајде после две недели ќе видам како перформираат, па после тоа ја ќе почнам со ретаргетинг. Не. Целта ни е да ви изградиме како професионалци, значи однапред да имате спремна таргетинг и ретаргетинг стратегија, а тоа не би можеле да го направите без користење на самиот Facebook Pixel, кој што е следниот евент. Facebook Pixelот е тој кој што ни ги дава conversion евентите, кој што ни кажува колку луѓе преку нашата реклама кликнале и ни дале податоци или пак купиле од нашата страна. Овие conversion евенти преку Pixelот може да се исто така да се поврзати со еден CRM, независно дали тој CRM го користите преку некоја друга апликација како ActiveCampaign или MailChimp или пак имате ваш интерен CRM каде што добивате информации за луѓето кои што кликнале на овие реклами, како на пример име, презиме, имейл, телефон, се она што ние сакаме да го собереме за понатаму да ги ретаргетираме овие луѓе. На крајот ќе завршиме со KPIs, многу значаен елемент. Ако не го мериме тоа што го правиме, тогаш не знаеме што правиме. Секој маркетер мора да знае да си ги измери работите што ги прави и тоа е дефинитивно она што ќе поминеме на последниот час. Целта ни е да научите како да се измерите вашиот квалитетот на вашите реклами како дигитален маркетер. Ако вие не сте свесни што правите и зошто вашите реклами имаат или немаат успех и не можете тоа да го искомуницирате со вашиот менаџер или независно вашиот бизнес, тогаш само ќе трошите пари и едноставно нема да знаете дали имате успех или немате успех. Најголем проблем е кога трошите реклами, кога трошите пари на реклами, а не знаете ова има ли поврат, нема ли поврат на инвестиција. Facebook е навистина една од најмокните алатки. Нашиот бизнис, па и мојот бизнис е во голема мера се ослонува на самиот Facebook. Така што многу би било жал да не го искористите како алатка која што е, и ова е една отворена покана до сите вас кои што навистина сакате да се занимавате професионално со дигитален маркетинг, а неспорно е дека Facebook е првата алатка која што треба да ја совладате во овој процес. Јас сум Маријана, вашиот ментор, член на Force Business Council, основач на Creative Hub во Македонија, во Косово и однеодамна во САД. Многу сум горда што ќе можам да ви го пренесам знаењето. Ментор сум на Fast Track Академијата за дигитален маркетинг и за HR. И сум човек кој што неуморно учи и што континуирано вложува во своето знаење. Тие што ме знаат може да го кажат тоа за мене. И тука сум за да ви го пренесам моето знаење на вас. Ви стојам на располагање за сите прашања кои што ги имате. Не би сакала да одземам многу. Ова беше еден краток вовед на она што ќе се изучува на оваа мини дигитален маркетинг академија. За академијата можете да се регистрирате до 13 јуни. Во моментов имаме early bird понуда која што можете да ја искористите и истата може да се плати на 8 рати. За оние кои што сакаат да стекнат со интернационална диплома, исто така за оваа академија следува и европски сертификат, доколку тоа сметате дека ви е значено или пак дека ви е важно. Она што јас можам да го кажам е дека Creative Hub е центар кој што се простира и во Европа и во Америка, така што со тоа што станувате дел од Creative Hub, станувате дел од една компанија која што е регистрирана во 3 земји и чија што диплома допрва ќе биде интернационално призната. Се она што го имате за прашања, слободно пишете ми на мене на contact@creativehub.mk или пак контактирајте го мојот тим на 071 214 849. Се гледаме на академија.